Градинките кубурат со кадар, а досегашните власти без слух за нивните проблеми. Стари негувателки заминувале во пензија, а решенија да се примат нови не се потпишувале. Општините се жалеле до претходната министерка за труд и социјала, Јована Тренчевска, и били испраќани согласности да се примат нови. Но иако оттаму требало да стигне одобрение, тие не добивале никаков одговор. Техничкиот министер Велковски ја посочи Тренчевска како главен виновник зошто не нашла соодветно решение за недостигот на кадар. За кадар кој што дела е пензиониран и заминат од работните места, меѓутоа за жал во изминативе години како што се на власт Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ не нашле решение и модел да овие луѓе кои што заминуваат од своите работни места по еден природен пат, ќе кажам, да бидат заменувани со нови. Градоначалникот на Бутел Дарко Костовски се сомнева дека станува збор за синхронизирана игра на Тренчевска и министерот за финансии Бесими. Колку пати алармиравме, нема властите тогашни слух за овој проблем. Веќе во моментов имаме 28 согласности по основ на пензионирање кои што ни се буквално заглавени во лавиринтите. Претпоставувам во некаква соработка помеѓу поранешната министерка за труд и социјална политика Тренчевска и министерот за финансии, со што се надевам дека министерот би го замолил да даде вака подетален осврт за што станува збор, но јас сум сигурен дека станува збор за синхронизирана игра, но не би сакал да верувам дека станува збор за политички поени кои што би се земале на деца, особено од предшколска возраст. Иако до Министерството стигнале голем број согласности од општините и истите се препраќале до Министерството за финансии, во најголем број општините добивале негативен или не добивале никаков одговор. Инаку техничкиот министер Велковски и градоначалникот Костовски извршија увид во градежните работи на градинката до основното училиште Климент Охридски, која треба да биде отворена во септември и треба да згрижи 120 деца. Костовски рече дека е распишан тендер за уште една нова градинка во Бутел 2 и дека со тоа се очекува целосно да се реши проблемот со згрижување на деца во предучилишна возраст.